Почнавме од мал број на стебла, една нива, па видовме дека направив една анализа дека постои можност, затоа што Македонија увезува 99% од само своите потреби за лешник. Иако тоа беше првична мотивација, нели сега стигнавме до 11.000 стебла. Не планираме повеќе да шириме производството, но планираме поддршка на наши земјоделци, фармери, кои што би подпишале договори, би соработувале на ниво на органски производители да произведуваат еден за нас по барање и по начин на кој што ние го бараме. И сето тоа планираме веќе да направиме и дигитално преку една платформа кај што ќе може полесно да ги пратиме земјоделците. Така, соработувате со европски земји, извезувате, така? Да. Како што спомнав, иако на почетокот беше идејата анализата за македонски пазар, на крају видовме дека македонскиот пазар не бара високо квалитетен лешник и не можеме тука да одговориме. Ние не може се надпреваруваме со турскиот лешник, тој е многу ефтин и го има многу, така што ние одиме само на врвен квалитет и произведуваме за европски пазар. Тоест околу 1 до 3% од жителите на нашата таргет зона, тоа е Швајцарија, Австрија, Германија. Тоа ни се таргет маркети. За сега извозот е добар. Оваа година веќе ќе имаме прв извоз за Дубај. Почнуваме со работка со нив. Почнуваме со работка исто така со соседните земји, со Србија и со Бугарија. Имаме неколку извози, така да мислам дека е во ред, но потребни се дополнителни инвестиции за може да доставиме врвен квалитет.